оваа екзалтирачка фама на некој начин е само околу роденденот на Гоце, датумот на неговиот роден ден и околу на неговото чествување, нели, околу неговата смрт. Тоа е само една недела и потоа го забораваат. Во некои моменти имаме и провокатори, имаме и луѓе кои што сакаат и да слушнат за тоа и се случува и самите провокатори, самата група да ги затишува поради тоа што едноставно провоцираат, а јас сум овде да им раскажам во тоа што го познам и така да и тоа се случува. Најчесто поставувано прашање, можам да кажам дека е од нашите домашните посетители, па да ви кажам и тоа е 50% од домашните посетители, каде се наоѓа црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев. Се донесени тука во 1946 година. По еден договор кој што го направиле бугарската влада и македонската влада во тоа време и Илинденската организација. И тоа било поради еден негов завет кој што бил испишан на еден сандак кој што имаме, за кој што имаме снимки од 1923 година, на кој што е запишано да бидат донесени моштите на Гоце Делчев, да бидат донесени моштите на овој свет човек, како што пишува, во главниот град на слободна Македонија.